Единствен македонец со засега невиден успех, професор по математика и успешен во боречките вештини. Со само 38 години Роберт Наумовски во Австралија го продолжува она што го започнал во Македонија. Успешност на македонците во боречката вештина бразилска џиу-џица. Во интервјуто Наумовски говори за досегашните успеси, развојот на оваа боречка вештина во Македонија, како и за идните планови. Единствениот македонец кој успеа да стигне до црн појас во бразилска џиу-џица, каде овој успех го однесе Роберт Наумовски. Мене боречки вештини ми се работа во Австралија и од тоа професор сум на бразилска џиу-џицу и плюс математичар сум на факултет. Па пред 2 години добијав црн појас и гледаме одоколу само јас бев македонец. Па имаме и се неколку кафени низ светот, па дај Боже до друг пат да се вратам, не да сум само јас. Ама исто што направивме тогаш, освоивме клуб овде Roots Македонија и со Ивица заедно со студентите почна и во Македонија да учат бразилска џиу-џица. На домашен терен се чини дека се подобруваат работите во развивањето на бразилската џиу-џица. Кое е вашето мислење околу развојот на македонските клубови и воопшто за развојот на оваа боречка вештина кај нас? Ова боречка вештина најмногу сега од сите боречки вештини што се шири низ светот. Сите клубови низ свет, најмногу студенти примаат, луѓево сега со УФЦ се свесни што треба, како треба човек, како да се тепа, да се такмичи на овие работи. И плюс тренинг е направен да е интересно и луѓето го сакат, со се борење, па да му фатиш раката, па гушата, и плюс е најдобра одбрана улична за улица. И тоа е веќе докажано, како чупинава човек веќе ако ги нападна чупина ги грабат. И се тие против тоа џиу-џицу го потребуваат и може да го кутнат и се. Неодамна се формираше Македонската федерација во бразилска џиу-џица. Колку незиното формирање ќе влијае врз бразилската џиу-џица во Македонија и какви можности отвара федерацијата? Федерацијата ќе ни дај како recognition за Македонија и сега во Македонија ќе можеме да клаваме турнамент за златни медали, сребрени медали и да се кажи шампион во цел регион. И тоа ќе биде признато низ цел свет. Кратко по формирањето на федерацијата, токму овој викенд во Скопје ќе се одржи семинар. За каков семинар станува збор? Што се ќе се случува таму? Првиот семинар, како што кажав, ќе докажам, ќе биде техники ќе се покажат каде од џиу-џицу се потребува во УФЦ или македонците го знаат УФЦ, а низ светот се вика ММА. Mixed Martial Arts, мешани борички вештини. И во тој дел, првиот семинар, во мешани борички вештини, техниките ќе се прат во тој стил. Вториот семинар ќе биде, првиот ќе биде без кимоно, вториот ќе биде со кимоно. И ќе се докажат техниките што ги правиме ние со кимоно. И третиот семинар, другата недела, ќе биде со улични за улица, како е треба, што треба. И ќе видиме ние сите три како се склопени во џиу-џицу. Веќе имавте можност да се запознаете со дел од членовите во македонските клубови во бразилска џиу-џица. Дали сте задоволен од нивните резултати? Супер се момците. Еве, помина 2 години, пак се враќам назад. И менталитетот на македонците, младиве, баш тамане за борички вештини. Инструкторот му покажува, тие го засакаа со целта, со цело срце и гледам во клубот сите нон-стоп ида на тренирање, на вежбање, плюс со економските можности овде што имаат, децава шетат, одат до Србија, до Бугарија да се такмичат и плюс златни медали освојуваат. Плюс сега имавме доста се промоција, му даваме и плави појаси. И тоа е финтата се во нашиот клуб имавме најголем клуб со плави појаси, знаеш. И многу дозволен.
Кој совет Роберт Наумовски ќе им го даде на оние кои тренираат бразилска џиу-џица и на оние кои можеби се уште размислуваат дали да почнат? Тие што мислат да се започнат, дојдете на еден тренинг, видете како е. Знаеш, слободно дојдете, полека ќе си почнете и плюс со се твој тренинг си е движење на целото тело. И после тоа, знаеш, маслината се топи, поздрав си, поздравието веќе тоа се знае и во децава се познава, се гледа здрави и спрајни. Тие што тренираат, не за Македонија терате како што терате до сега.